Значи, во однос на актуелно политичко прашање во однос на договорот за добро соседство со Бугарија, премиерот Заев имаше, така може да се нарече, едно несреќно интервју во кое што признаваме дека сме исти народ, македонците и бугарите. 44-та од тогаш постои Македонија, до Втората светска војна е окарактеризирана како граѓанска војна, меѓутоа се она што се наметнува како проблем е ревизијата на историјата. Премиерот најави, односно кажа дека е постигнат договорот 11 историски ликови и настани, договорени се 3. Ние се уште не ги знаеме кои се и што се. И последно и актуелно прашање поврзано со ова најавеното, ајде не го наречем укинување, меѓутоа интегрирање на предметот историја со општествените науки. Кој е вашиот став по ова прашање? Изводливо ли е тоа да се спроведе во нашиот образовен систем? Ајде да се почнеме од почеток. Во неколку наврати на неколку интервјуа ми се поставуваше прашањето за бугарскиот договор за добрососедство, односно договорот за добрососедство со соседна Бугарија. И многу често во политичката фела гледам дека луѓето тактизираат, политичарите тактизираат со давање на коректен, политички коректен или добар, доволно добар одговор. Во ниеден момент од времето не зачнавме тема на како точно се поставува прашањето на тој договор. Чисто, прочистено, хипотетично прашање. Дали не имаме договор за добрососедство? Дали е воопшто тој договор за добрососедство? За да имаме таков договор, требало некогаш да бидеме лошиот сосед. Во кој моментум историски Македонија беше лош сосед на било која држава за да не имаме потреба од ваков договор за добрососедство? Овој договор, така наречен за добрососедство, отвори Пандорина кутија со проблеми со нашиот, кои што беа веќе заминати, проблеми со нашиот источен сосед. Одозгора на тоа беше толку нестручно направен, еквивалент на празен лист хартија со 3 збора на него кои што може сега да се толкуваат на 1001 начин, во 1001 варијанта, а очигледно бугарската страна сака да се толкуваат на начин кој што не е добар за нашите интереси, македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Не ме буни тоа што нашите соседи би можеле да имаат одредени тенденции, па дури и да се локално политички тенденции за нивните предстојни избори, како што напоменаа некои политичари и аналитичари во рамки на анализа на моменталната ситуација со тој договор. Многу повеќе ме вознемирува фактот што не чувме чист став на нашата влада, на господинот Заев и раководството во владата, кој што требаше да истапи да каже не, ова се нашите црвени линии, ние имаме наша држава, наш народ, наш јазик и тие не се предмет на дискусија воопшто. Воопшто не треба да се навлегува. Од друга страна, следствено на разговорите за договорот за добрососедство, дојде и прашањето на образованието и сега актуелната тема, дали ќе се укинуваат учебниците за историја, нема да се укинуваат, што значи таа измена која што ќе се наметнува, дали станува збор за некаква си нова реформа во која што повторно ќе задираме во овие прашања, актуелно политичките прашања со источниот сосед преку учебниците за историја. Преди се сакам да напоменам дека во светот постојат два модели на образование: интегрирано и неинтегрирано. Интегрираното потоа се дели на две подкатегории, две различни формулации на интегрирано образование. Најдобрата формулација на интегрирано образование, според одредени статистички анализи кои што ни даваат и поени, значи вредносен систем во кој што можеме нумеролошки да видиме според тој мерит систем кој е најквалитетниот образовен систем во светот, е финскиот систем кој што се темели на интегрирано образование. Меѓутоа, големиот проблем настанува кога вие ќе решите да правите реформа преку ноќ. Ваква реформа во Македонија веќе сме виделе. Реформа која што може би била добра во иднина, меѓутоа била направена избрзано, несмасно, без анализа, без стратегија, вака како што се прави сега предложената реформа со интегрирано образование. Преди се сакам да напоменам дека јас не сум за реформи кои што значат препишување на некој систем.
често пати во политиката се зборува за препишување на нештата, а не за структурирање на нешта кои што се погодни за нашата држава, на нашиот народ, нашето јазично подречје, нашата култура, нашата историја. Препишување на закони кои што се можеби полезни за германското општество, америчкото развиено општество, финското општество или јапонското општество не значи дека се погодни за македонското општество. На истиот принцип препишување на системот образовен на финска не значи дека ќе биде добар за Македонија. Повторно се прави едно избрзување. Кембридж системот не е лош систем на образование. Меѓутоа до што доведе? Првиот мерит систем на евалуација на образовниот систем на Македонија е направен со PISA тестирањето 2015 година. Вториот пат е направен во 2018 година и министерот за образование излезе со наод дека имаме подобрување во квалитетот на образование на нашите деца согласно податоците кои што се добија. Знаете како, ние велиме дека има статистика и проклета статистика. Зависи како ќе ги разгледувате датата и на крајот на денот треба да ја анализирате датата на податоци кои што ја добивате на крајот. 2015 година учениците дале отпор на PISA тестирањето и согласно тој отпор и резултатите биле послаби. И ако не земеме во предвид дека имало отпор како резултат на политичкиот амбиент и наметнатиот нов ритам на образование, нов метод на образование, така наречен Кембридж систем, тогаш ќе видиме дека застојот на образование во македонската популација во однос на европската е 3,5 години. Или во превод за гледачите, значи дека нашите деца имаат заостанување во однос на квалитетот на образование и знаењата кои што ги постигнуваат за 3,5 години во однос на квотата европски држави кое што се користи за компарација. Тестирањето се врши на познавање на македонскиот јазик, математика и наука. Во второто тестирање, со истата методологија, 2018 година, повторно заостанувањето на нашите ученици е за 3,5 години во однос на европските ученици. И по математика, и по македонски јазик, со мало поместување во рамки на бодирањето што го добиваат за наука, тука заостанувањето е 3,2 години. Не е дека имаме некое си драматично подобрување. Од овие податоци може да заклучите дека не е драматично подобрувањето. Она што излезе во јавност како заклучок од тоа тестирање е дека Македонија се помести на ранг листата од не знам таму 72 позиција на 69 или 65 позиција. Не се објасни на јавноста дека бројот на тестирани држави се зголеми. Се тестираше дополнително Алжир, Ферила, уште неколку од нив, сега да не ги именувам бидејќи не ги помна. Меѓутоа, земајќи во предвид дека имате нови држави во системот на тестирање, по автоматизам, бидејќи прв пат се спроведува кај нив тоа тестирање, тие дојдоа на листата под нас, буткајќи ја Македонија на повисоко ниво, како да се подобрил, создавајќи привид дека се подобрил квалитетот на образование и знаењата што ги стекнуваат учениците. Дополнително анализите на УНИЦЕФ и ЮНЕСКО велат дека дечињата кои што припаѓаат на посиромашни семејства заостануваат во квалитетот на образование, односно знаењата кои што ги постигнуваат за 2 години во однос на оние кои што се наоѓаат од социјално побенефитарните семејства. Вкупниот заклучок од анализата покажува дека ние имаме скоро 50% од нашите ученици кои што се функционално неписмени. Тоа е драматична појава за една држава, тоа значи дека во превод не само што немаме квалитетна сегашност, туку не градиме квалитетна иднина. Затоа велам, многу внимателно треба да се пристапува кон било која реформа. Добро ќе беше да кажеме дека ќе започнеме со реформа која што би требало конечно да продуцира интегрирано образование, која што покажува најдобри резултати во државите кои што ги гледаме околу нас. Финска е земена за пример во ред. Меѓутоа тоа е долготраен процес. Ќе беше добро да видиме статистика и анализа направена врз база на таа статистика. Како би течел процесот на реформа? Реформските процеси не се од ден за ден. Вие не можете да кажете дека од 1 септември 2021 година ние почнуваме со нов систем на образование. Тоа е неприфатливо. Тоа е долготраен процес во кој што треба да се види со кои капацитети располагаме. Дали државата има доволно финансии да оддели се имплантирање на новиот систем? Дали имаме доволно кадар? Еве податок за јавноста. Статистиката на Македонија покажува дека ние во основно образование имаме 10 ученици на еден наставник и 11 ученици на еден професор во средното образование, што значи во превод преоптеретеност на образовниот систем со кадар.
Од друга страна, на оваа привидна преоптеретеност имаме недостаток на образовен кадар, значи предавачи, професори и наставници, кои што се познаватели на математичките струки, физика, биологија, биохемија, хемија. Овој кадар воопшто не се произведува и имаме години, како што беше минатата година, во кој што ни еден студент не се запиша, верувам, на хемија и на физика, на двете катедри на ПМС. Значи, треба, кога се пристапува кон реформата, да се видат сите аспекти кои што би биле инфлуенсери на таа реформа, за истата да може да се спроведе во даден временски период и да вложува резултати. Истовремено се прави и мониторирање на реформата од година во година, дали вродува со одредениот ефект кој што го предвидуваме, кој што го посакуваме, до кое ниво вродува, ако не е тоа максималниот ефект, дали имаме фискални импликации кои што можеме да ги постигнеме, не ги постигнуваме и дали воопшто културолошкиот моментум на оваа држава дозволува таква реформа која што ќе вроди со резултати. Конечно, обата министри кои што воведоа драстични измени во образованието во изминативе 30 години од независност на државата во рамки на образованието не направија пилот модели, пилот проби за да видиме дали нешто ќе биде функционално без да го наметнуваме на целата територија, без никаква анализа, без никаква стратегија и во овој момент можеме да кажеме дека ние не знаеме како ќе се изведува оваа реформа и дали воопшто ќе биде полезна или ќе биде уште една драма и фиаско на образовниот систем во државата. Сметам дека во реформите треба да се пристапува многу аналитично, многу внимателно и многу пополека. Да им се даде факторот време кој што е неизбежно потребен за една добра реформа во општеството. Вака слушајќи ве, очигледно е дека на држава е потребна национална стратегија за развој на образовниот систем. Штета што последниве 30 години не се искористени за тоа. Дали вие лично како пратеник ќе иницирате такво нешто во парламентот? Константно зборувам со останатите пратеници во парламентот. Еве денови последните 3 недели се разговара за буџетот во нова држава. Го разгледуваме буџетот за 2021 година. И повторно мислам дека имаме недостаток на дефиниции и недостаток на правилно поставени прашања. Од година во година, еве оваа 30-та година, можевме да ревидираме дали ние сме имале национална стратегија пред 30 години, до каде сме во рамките на таа национална стратегија и можеби на тој начин, доколку имавме национална стратегија и национални цели, разговарањето за буџетот немаше да трае 3 недели и да одзема толков дел од времето. Претходно имавме ребаланс на буџет, кој што исто така траеше 3 до 4 недели. Огромен временски период на самите пратеници и на самото собрание. Недостатокот на национална стратегија значи дека секој министер од секоја промена на власт или во рамките на едната иста власт ќе пристапува кон проблемите на својот сектор како што самиот размислува, согласно собствените познавања, согласно мислењата на неговиот тим, не националната стратегија, националната цел и конечно согласно буџетот со кој што располага, а не би сакала да веруваме согласно пријателите кои што им се блиски на самите министри. Во овој момент, ако зборуваме за буџет и ако го ревидираме буџетот, кој што за мене е катастрофално испланиран, а не би требало да си дозволувам вака да размислувам и немаше да размислувам, доколку овој буџет требаше да припадне на една нова национална стратегија, која што ќе беше ревидирана за 5, 10, 15 или 20 години, тогаш мора да заклучиме дека буџетот е начин на преживејување и моментално планирање од година во година за одржување или неодржување на одредена власт. Доколку само ставка по ставка го разгледате буџетот за здравство, овој буџет требаше да ја спаси економијата и требаше да го спаси здравството, односно да се справиме подобро со здравствената криза. Знаете, државата се наоѓа и во политичка криза, и во здравствена криза, и во криза во однос на еколошките фактори, загадувањето, многу кризи во исто време. Не може да зборуваме за спасување на економијата доколку не се удриме лице в лице со моментумот на иселување. Сепак економијата е зависна од данокот на граѓаните. Граѓаните масовно се иселуваат од оваа држава. И тоа не го велам јас како дел од опозицијата, тоа го велат анализите кои што се направени. Последните се направени во ноември 2020 година, кои што покажуваат дека скокот на
иселување на граѓани од оваа држава е 30% повеќе во периодот 17, 18 и 19 година, значи постигнувајќи едно плато во 2018 година, се одржува и во 19 година, а за 2020 година имаме пат баш поради ковид кризата и затварањето на границите. За информација на јавноста, во таа анализа се вели вака: граѓаните кои што масовно се иселуваат од оваа држава се буквално младите и работно способни, оние кои што се во пикот, да кажеме, на работно способноста, а тоа се граѓани помеѓу 26 и 42 години старост. Најголемиот процент од нив се граѓани кои што имаат 34 години. Околу 60% верувам беше во анализата од нив се иселуваат од државата со своите семејства. 69% од нив тврдат дека никогаш нема да се вратат во државата, значи едно масовно празнење на бродот, што би рекле народно, масовно напуштање на државата баш на луѓето кои што се работно способни и баш на оние кои што треба да го плаќаат данокот на оваа држава и да спасуваат економијата на оваа држава. Од друга страна носиме закони кои што велат малку порано ќе ги пензионираме граѓаните, односно 64 години лимит за мажи, 62 години лимит за жени. Според податоците со кои што јас располагам од ПИОН и од АВРМ, беа предвидени некаде околу 10.600 граѓани кои што се наоѓаат во оваа квота и би требало да се пензионираат. Пензискиот фонд во Македонија не е стабилен. Моментално верувам дека не е променет размерот кој што беше во јануар месец кога јас бев министар за труд и социјала, каде што бев известена дека 1,8 вработени луѓе имаме на еден пензионер, што не е доволно за да се одржи стабилен пензиски фонд. Потребни не се 4 вработени на еден пензионер. Ако дополнително пензионираме луѓе во веќе нестабилен пензиски фонд, ние го оптеретуваме дополнително и го тераме кон крах пензискиот фонд. Не може вечно да се задолжуваме и да позајмуваме пари за да стабилизираме пензиски фонд, за да ги одржуваме виталните функции на државата. Дополнително со ваквото пензионирање што ќе направиме? Знаете, ние можеме да зборуваме само за образование, само за буџет, само за здравство или само за пензискиот фонд, меѓутоа сите тие елементи на државата се меѓусебно поврзани. Доколку имате пензионирање на ваков начин, треба да имате и ревидирање преку АВРМ, предпоставувам, во кој што ќе видите. Во одредени сектори, можеби се што ќе пензионирам, немам создадено млад кадар да го замени. Значи, многу од секторите може да ми останат без кадар, празни од кадар. Не може да вработуваме кадар кој што е некадарен и според никаков мерит систем, само за да полниме административни позиции, поради тоа што стручниот кадар пред време сме го пензионирале. Тоа повторно го поставува прашањето на планско постапување, планско носење на закони согласно нашите ресурси. Истото се однесува и на образование. Образованието треба конечно да одговори на барањата на државата, односно на барањата на АВРМ за работен кадар. Треба да биде избалансирано. Едноставен пример, јас ќе го земам од здравство примерот. Ние сега се удривме во очи со една огромна здравствена криза. COVID-19 да, не е криза само на Македонија, тоа е светска криза, меѓутоа во рамки на образование поврзано со здравство и ваквата COVID криза, ќе ви го дадам следниот податок. Со години Македонија не произведува анестезиолози. Со години Македонија не произведува микробиолози. Едноставно се непосакувани специјализации. Туку беше најпосакувана специјализација кардиологија преку примерите на одредени личности кои што беа убаво профилирани во јавноста, па и од економски аспект добро заработува и заради тоа не се произведуваа кадрите кои што се потребни. Значи, државата произведува она што е на желботеката на младите, согласно рекламниот материјал кој што оди по медиуми, а не она што е реално потребно на државата. Државата преди се преку образованието треба да произведе кадар кој што е потребен за самоодржување. А подоцна се останато. Планско произведување на кадар, планска реформа, планско спроведување на закони, согласно нашата култура, согласно нашата историја и согласно нашите економски потреби. Во буџетските ставки за здравство, еве да информираме јавноста дека буџетот за здравство е скратен компарабилно доколку се гледа во однос на оној за 2020 година. Не знам по која логика и не знам зошто е тоа така и дополнително еве како информација за јавноста, веќе 3 недели јас го барам податокот на оној заем кој што толку на гласно помина низ собранието од 90 милиони евра од Светската банка за помош при ковид кризата, од кои што 10 милиони евра веднаш требаше да се префрлат на ФЗО, а околу 27 милиони беа и дури поставки, бидејќи беше наменски заем, распоредени низ за потребите на здравството.
кои што јас не ги наоѓам во буџетската анализа, иако во неколку наврати барам објаснување за истиот заем од заменик министерот и министерот кои што се присутни на расправите. Предпоставувам дека ова се што напоменавте е резултат на тоа што држава 30 години уназад нема национална стратегија воопшто за ништо. Меѓутоа ние колку и да се јачаме тука на домашен план, сепак има меѓународни институции и организации кои што ги нотираат сите овие работи во нивните извештаи. Еден од нив е и тој на Обединетите нации за Social Progress Index, кој што вие имавте увид во него. Како стоиме? Индексот за социјален прогрес е нумеролошка вредност која што Обединетите нации ја елаборираат во 2015 година и дава увид над моменталната ситуација на социолошки план, значи на самото општество, на сите држави во светот. Нумерирањето е од 0 до 100 поени. Верувам дека највисоко бодирана беше Норвешка со 88 поени, најниско со 30 и неколку поени Централна Афричка држава. Меѓутоа, оптимумот на светско ниво е некаде околу 62-63 поени единици. И таа се темели на три прашања. Првото прашање како базично прашање е општите услови за живот на граѓаните. Значи, вдомувањето на граѓаните, храна, вода, безбедност, односно сигурност на индивидуата. Во второто прашање се одговараат прашања кои што се битни многу за нашето општество во моментот, а тоа е образованието, здравството и загадувањето. Во третиот прашалник се прашањата за слобода на граѓаните, дискриминација или слобода на спектрумот на граѓани кои што се прифатени. И тоа бодирање е многу битно за Македонија, бидејќи дава некаков увид за како ние би го развивале општеството понатаму. Доколку ги опфатиме само анализа на вториот план, на вториот прашалник и да видиме анализите на нумеролошката вредност која што се дава на здравствените прашања, образовните прашања или прашањата на животната средина, ќе видиме каде ние потфрламе. Овој индекс не е зависен од GPS. Значи, GDP, извинете. Овој индекс не е зависен од GDP од многу причини во анализата. GDP-то е многу повисоко во одредени држави кои што имаат понисок индекс на прогрес на нивното општество и не е во корелација со истиот. Значи, како што расте богатството на една држава, не значи дека социјалниот индекс ќе расте истовремено. Доколку имаме вакви анализи, ќе знаеме точно каде се наоѓаме. Доколку пред 30 години ние имавме национална стратегија и национални цели, ќе можевме истите да ги ревидираме, да ги оценуваме и ќе знаевме каде генерално се движи и нашата политика, државната политика. Ќе имавме усогласен план за каде ја гледаме државата за 30 години. Повторно, преку ваквите бодирања ќе можеме можеби сега да седнеме заедно и да изанализираме каде ние заеднички ја гледаме нашата држава во наредните 30 години. Која е целта што сакаме да ја постигнеме? Доколку немаме дефинирана цел, тогаш ќе имаме варијабла во однесувањето или дисконтинуум во однесување преди се во буџетските ставки под различните министерства од година во година, што е дефинитивно неприфатливо за едно општество и заради тоа нема никогаш да постигнеме никакви национални цели. Изминативе 30 години се тоа што се случуваше резултираше со многу промени генерално во целокупното општество во држава. Како ги коментирате последните промени во генерално во, ајде да ги наречам, девијации кои што се случуваат во општество, промени кон тоа, ето да го сакаме тоа што е странско, тоа нашето да го кудиме и не е добро, се откажуваме од се. На жал имам свое мислење со ова, не знам дали е потполно точно, стравувам да не е потполно точно. Често пати луѓето кои што се верници ја знаат познатата реченица од Третата Соломонова книга, таа гласи: нема ништо ново под сонцето. Секогаш работите кои што ги доживуваме се дел од еден циклус кој што никогаш се случил. Роџер Скрутон го објаснува тоа во своите дела издадени во 2004 година и зборува за еден термин оикофобија, односно негирање на одбивање на домот и на семејството, значи на својината, на своето.
Тоа се надоврзува како примат на една форма на ксенофилија, величање на сето она кое што културолошки припаѓа на некој друг, а не своето. Тој исто така тврди дека ова е нормалност во адолесцентската фаза на секој жив човек, меѓутоа не би требало да биде социјално или општествено начело на постоење. Се надевам дека грешам и се надевам дека оикофобија во Македонија реално не постои, дека само ова некоја кратка фаза која што ќе биде брзо надмината. Доколку го негирате своето, домот, вашата култура и вашето општество, осудени сте на едно големо ништо. Не верувам дека едно човечко битие може така да обстане. Ние сме социјални битија кои што живеат во заедници, во кои што се поистоветуваат еден со друг и заради тоа се чувствуваат безбедни, а причината за тоа е заедничката култура, заедничкиот јазик и заедничките уверувања за доброто на сите. Согласно ова, госпоѓо Мизрахи, дали туѓото е подобро од домашното? Никој не вели дека не треба да гледаме кон подобрата, посветлата иднина и обично да го видиме примерот на поразвиените општества или нивните достигнувања да се стремиме кон истите. Меѓутоа, се чини дека премалку и од научен и од културолошки аспект вложуваме во препознавање на сопственото добро. Оно што е наше, уникатно наше, а е сепак добро. Се чини дека премногу акценти се ставаат на срамот наместо на гордоста. Знаете, во Македонија има еден дел кој што јас особено го сакам од Македонија, тоа е Мијачкиот крај. Во Мијачкиот крај и жените и мажите биле писмени, што пред 200 години. Да, тоа било црковно писмо, меѓутоа биле писмени, што е далеко повеќе од многу други цивилизации и општества кои што се во Централна Европа, да кажем, или Западна Европа во истото време. Имаме причини да бидеме горди на своите планини, на своите води, на своето сонце, на своето минато, на својата писменост, па дури и на степенот на преживејување кој што сме го имале упорно, тврдо преживејување со сите околности во кои што македонскиот народ се наоѓал. 500 години робство и сепак да го задржите идентитетот и јазикот и гордоста и нашите зорли и тапани е сепак за почит. На крајот би додала само дека ксенофилијата и не е така лоша. Меѓутоа, треба да има своје ограничување. Честопати срамот кој што се наметнува и е наметнат, буквално наметнат кон препознавање на своите културолошки вредности, препознавањето на своето како нешто добро, како наследство кое што треба да го чуваме, иако можеби не можеме да го материализираме, не се гледа низ приматот на пари. Ние децата не ги гледаме низ примат на пари. И кога ќе им се налутиме, не ги отстрануваме од домот. Да, вложуваме повеќе во нив да бидат подобри, меѓутоа не ги напуштаме. Тоа е таа исконска љубов која што треба да имаме и кон државата, и кон своето минато, и кон своите предци, на истиот начин на кој што ги сакаме нашите деца, и тоа е единствената иднина за оваа држава како што јас ја посакувам за сите. Ви благодарам, господин Мизрахи. Благодарам и на вас.